Од денеска граѓаните од Охрид до Свети Наум ќе возат по нов коловоз. Градоначалникот Пецаков, премиерот Мицковски, министерот за транспорт и директорот на ЈПДП и официјално денеска во употреба го пуштија реконструираниот регионален пат во должина 24,4 километри, инвестиција вредна 11,7 милиони евра. Со реконструкцијата е направена целосна санација на коловозот, поставување нова сигнализација, безбедносни огради и проширување на одредени делови, а направени се и заштитни интервенции на ризичните косини. Денеска имаме безбеден, прегледен и рехабилитиран магистрален пат, на кој завршивме растретувањето на косините, монтирање на заштитна челична мрежа, ги подигнавме стандардот на безбедноста на оваа делница. Исто така, направивме нова вертикална и хоризонтална сигнализација, нови сообраќајни знаци, извршивме исто така поголема заштита со поставувањето на еластична одбојна ограда. Инаку, ширината на овој магистрален пат е околу 6 метри. Се направи еден пат кој што е модерен и по кој што полесно и побрзо ќе можат преку целата година да стигаат луѓето кои што живеат на овој дел од езерото, но исто така и туристите да можат полесно да комуницираат. Премиерот Мицковски информира дека паралелно со овој проект интензивирана е изградбата на автопатот Кичево-Охрид, а со иста динамика се граделе и другите започнати патни правци. Паралелно се градат неколку клучни патни правци. Автопатот Кичево-Охрид силно се забрзува. Делниците Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани се активни, а се работи и на подготовка за градба на делницата Букојчани-Кичево. Тоа значи дека целосно го затвораме автопатниот прстен во Западна Македонија и тука не застануваме. Во меѓувреме од СДСМ вела дека премиерот Мицковски повторно промовира и се фали со нивен проект. Средствата за овој проект во вредност од 11,7 милиони евра беа обезбедени од буџетот на ЈП за државни патишта и истиот беше планирано одобрен и започнат од претходната влада на СДСМ со реализација од околу 50%. До летната сезона во 2024 година комплетно се заврши реконструкцијата на патот од Свети Наум до Прецелото Пештани и заради туристичката сезона имаше мал прекин на работите, реагираат од опозицијската СДСМ.